Политичката криза не чини премногу и тоа не смее да се игнорира. Шефот на македонската дипломатија Никола Поповски вели дека секое решение за излез од оваа криза треба да го донесат македонските политички фактори со македонски ресурси. Оптимист е дека во догледно време ќе се дојде до решение пред се заради европските перспективи. Поповски потенцираше дека Македонија веќе подолг временски период и пред политичката криза имаше препорака за отпочнување на преговорите, но тоа не се случи. Вина не бараме кај никого, туку сами со наши ресурси ќе ја надминеме кризата, но европските партнери не треба да го заборават тоа и Македонија треба да биде наградена со започнување на преговорите со Европската унија, истакна Поповски. Од една страна, предизвиците со кои се соочуваме ние на политички план се исклучително предизвици кои треба да ги надминеме со македонски ресурси, со наши напори и со диалог помеѓу ние кои одлучуваме во Република Македонија. Од друга страна, нашите европски партнери треба да ни помогнат дека кога тоа се случува, следи од другата страна пружена рака, односно обезбедување на кредибилен процес за пристапување на Република Македонија кон Европската унија и тоа е мислам фер да го очекуваме. На поставувањето на специјалниот германски пратеник за кризата во Македонија Јоханес Хајндал, Поповски гледа како на позитивен сигнал дека официјален Берлин сака да биде вклучен во сите процеси кои се случуваат во Македонија и регионот, но истовремено треба да представува и зацврстување на кредибилитетот на повеќето ветувања дека Македонија има иднина во Европската унија. Има најмалку две работи за кои Германија може да ни помогне. Првата се однесува на зацврстување на кредибилитетот на повеќе повторени ветувања за тоа дека Македонија има иднина во рамки на Европската унија и мислам дека тоа е сигнал кој треба да го очекуваме од Берлин. И втората работа е сигналот дека постои интерес кај Германија да биде вклучена, со што де факто се испраќа и сигнал дека не сме оставени сами на себе во еден долг временски период да имаме неизвестност околу можностите воопшто да се приближуваме кон Европската унија во услови во кои самата Европска унија е соочена со сопствени предизвици. Инаку Поповски денеска одржи предавање пред студентите од Дипломатската академија од Виена, кои се во посета на Македонија. Вкупно 42 студенти од 22 европски држави денес ја посетија Македонија со цел да се запознаат со дипломатската пракса во Македонија и на Балканот.